Увид во функционирањето на медицинската опрема обезбедена од јапонската амбасада денеска направи амбасадорката на Јапонија Кеико Хенада во Делчевскиот здравствен дом. Јапонската амбасада преку програмата за мали грантови досега реализирала 3 донации кои беа наменети во реконструкција на санитарните јазли во основното училиште Ванчо Прке, во набавка на нов рентген апарат и последната донација во вредност од околу 35.000 евра за набавка на апарат ехокардиограф. Ова не е прва соработка помеѓу здравствениот центар во Делчево и Јапонија и се надевам дека не е последна. Народот на Јапонија, како пријатели на народот во Делчево, сме среќни да ги видиме подобрени здравствените услуги во Делчево. Новата медицинска опрема е во функција на подобрување на дијагностиката на кардиоваскуларните заболувања, но и на квалитетот во здравствената заштита воопшто. Мултифункционален ехоапарат со кој што работат тројца интернисти, значи има ехокардиолошка сонда, доплер, абдоминална сонда, може да сработи се. Добри вести за Делчевскиот здравствен дом стигнаа и од ресорното министерство. Оттаму информираа дека е дадена согласност за 16 нови вработувања во здравствениот дом во Делчево и 2 специјализации по интерна медицина и по неврологија. Свесни сме за проблемите од недостатокот на кадар со кои се соочуваат здравствените домови и помалите јавни здравствени установи. Меѓутоа, во оваа прилика би сакал да најавам дека во текст се промените на Законот за здравствена заштита, со кои што ќе обезбедиме специјалистички кадри од регионалните болници да доаѓаат во помалите места кои што нема денос, со што на жителите од овие средини ќе им обезбедиме непречено пружење на здравствената заштита. Официјалната посета на Делчево беше искористена и за средба со градоначалникот Горан Трајковски, на која се разговарало за актуелните состојби во општината.